За црквата Великден е почетна точка на новото создание, затоа што Христос не е морална проповед, не е социјален реформатор или револуционер, еден од многуте што се појавиле низ историјата. Христос е Бог и човек. Бого-човек. Тој ни даде можност да го видиме лицето на Бога во овој и во идниот живот. Тој го донесе новото создание, црквата, за сите, дури и за оние што не веруваат во него. Смртта и распаѓањето веќе немаат место во животот на човештвото и созданието, туку се е исполнето со светлина, небото, земјата и подземниот свет. Во ова ново создание се е вредно, дури и најмалиот лист, бидејќи преку него може да се восхитуваме на убавината на животот што го создал Бог. Ако се е ново, ако смртта и распаѓањето се укинати, тоа може да го доживееме само ако го гледаме Христос како наш Бог, распнат, воскреснат, кој доаѓа лично за нас. Во нашиот однос со Него го стекнуваме дарот на вистинската и единствена слобода да може да бидеме Негови чеда, чеда на воскресението. Денес, особено денес, луѓето се насочени кон видливото, кон она што може да се докаже во лабораторија или може да се предложи како даденост, нешто неподложно на сомневање. Ова е причината зошто изгубиле секаков интерес за она што се случува по смртта и особено зошто изумрела во нив секоја надеж за воскресение и бесмртност. Свети Јован Златоуст ја истакнува следната чудна појава. Сејачот својата екзистенција ја вложува во свежа земја, која длабоко ја ора и обилно ја храни со квалитетни семиња и со надеж. Фактот дека семето ќе изгние и ќе исчезне привремено не го загрижува, ниту пак му го одзема очекувањето на нова реколта и добра жетва. Но кога треба да го положиме без животното тело на личноста што ја сакаме во свежо ископана земја, не ја чувствуваме истата надеж и сигурност како сејачот. Тогаш, отсуството на надворешните знаци на живот се поистоветува со неповратна загуба. Тоа е затоа што во нас ја немаме визијата за вечната пролет и радоста од очекувањето на оној посакуван ден кој нема вечер. Луѓето од овој век станаа толку еднодимензионални што се навикнаа се да дефинираат во смисла на природни закони. Оваа човечка драма, која зазема различни форми во различни периоди, го има како почетна точка оној ден за неспомнување на падот на Адам и Ева. Преку својата непослушност, тие ја прекинаа својата врска со изворот на животот, отпаднаа од Божјата убавина и еднаш за секогаш се соочија со смрдејата на смртта. Светото писмо ни го открива ѓаволот, злиот извор, пронаоѓачот на смртта. Меѓутоа, луѓето не веруваат и се безумни и тврди во своите срца. Тие не го прифаќаат лесно Христовото воскресение, па кога ангелот вели «Воскресна, не е тука», тоа не им значи ништо и не ги уверува во врска со нивното воскресение. Недостатокот на вера меѓу луѓето денес главно се фокусира на воскреснувањето на мртвите тела. Тоа е затоа што тие не знаат дека смртта, таа праведна казна, влијаела и имала разорна моќ само до онаа мугра на првиот ден од седмицата, кога жените го нашле Христовиот гроб празен. Затоа што воскреснатиот Господ ја поразил смртта и повторно ги отворил рајските порти. Во таа мугра, прогонетиот Адам спокојно преминал на другата страна, одејќи преку крстот, преку мостот на животот, следејќи го воскреснатото Слово и Бог. Христовите страдања и воскресението се меѓусебно поврзани и меѓусебно исполнувачки настани кои се кулминација на неговото искупително дело на земјата. Како што Христовото воскресение следи по неговата смрт на крстот, така и нашето преминување од нашиот земен живот во вечноста не е уништување, туку надминување на земната распадливост и влог во нераспадливост.
воскресението на мртвите е основна вистина на нашата вера. Свети Павле вели дека без сигурност во нашето воскресение, нашата вера е беззначајна и безсмислена. Тој вели, а штом нема воскресение на мртвите, тогаш и Христос не воскреснал. Ако пак Христос не воскреснал, тогаш празна е нашата проповед, празна е и вашата вера. Притоа, ако навистина мртвите не воскреснуваат, ние излегуваме како лажни сведоци Божии, бидејќи сведочевме за Бога дека го воскреснал. Оти, ако мртвите не воскреснуваат и Христос не воскреснал, ако пак Христос не воскреснал, суетна е верата ваша, вие сте уште во своите гревови. Тогаш и оние што умреле за Христа загинале. И ако само во овој живот се надеваме на Христа, тогаш сме ние најбедните од сите луѓе. Но, ете, Христос воскресна од мртвите и со тоа стана првина за умрените. Бидејќи смртта дојде преку човекот, така и воскресението од мртвите стана преку човек, и како што по Адама сите умираат, така и во Христа сите ќе оживеат, но секој по својот ред. Прв е Христос, потоа при неговото доаѓање ќе воскреснат сите што се Христови. Смртта, значи, дефинитивно е поразена и воскресението на мртвите е дадено. Затоа нашите свети отци со сигурност зборуваат за пролетта која сигурно ќе го следи зимското распаѓање, распадливоста и разложувањето што ги предизвикува нашата смрт во телото. Ние сигурно повторно ќе живееме во тело, но во друг облик. Ќе воскреснеме и никој од нас никогаш повторно нема да биде подложен на законот на пропадливоста и уништувањето. Разговорот на пророкот Еремија со Бог е многу значаен овде. Словото што му дојде од Господ на Еремија велејки: Слово Господово што дојде до Еремија, стани и слези во домот на грнчарот и таму ќе ти ги кажам зборовите мои. Слегов во домот на грнчарот, а тој ја вршеше својата работа на тркалото. Садот пак што го правеше грнчарот од глина, се растури во рацете негови, но тој одново направи од него друг сад, како што му падна на ум да направи. И би слово Господово до мене: Доме Израилев, не можам ли да постапам со вас како овој грнчар, рече Господ. Ете како што е глината во рацете на грнчарот, тоа сте и вие во рацете мои, Доме Израилев. Она што е важно е дека грнчарот е нашиот предвечен, седобар, семоќен Отец. Затоа ние ја полагаме нашата надеж на него, дури уште во овој живот овде, како предвкус на вечниот живот и неговото царство надвор од времето. Воскресението на мртвите, значи, сигурно ќе се случи. Трубата на ангелот дефинитивно ќе зазвучи. Меѓутоа, она што е важно за нас е дека треба да постигнеме нешто во нашиот живот на земјата за осветувањето на нашата душа и тело, така што воскресението нема да ни биде за суд, туку за вечен живот. Од посебна корист за нас во оваа подготовка е паметењето на смртта, будноста и постојаната подготвеност за нашето неизбежно заминување од светот во рајот. Паметењето на смртта ја оживува душата и го проширува нашето постоење, поттикнувајќи не по бескрајниот пат од слава во слава. Паметењето на смртта не усогласува и со потребата на целото создание, кое, иако досега воздивнува, продолжува да се храни со надеж и го чека сопственото ослободување и своето вечно трансцендентно. Мистичната гледка на спротивниот брег на нашата вечна татковина не зацврстува на патот кон осветувањето и во напорите да се подготвиме оноку колку што можеме за големиот момент, откривачката средба со единствениот возљубен. Освен тоа, очекувањето на нашето преселување во нашата вистинска небесна татковина е поттик за нас да развиваме поблиски односи со небесните граѓани, со светите ангели, како и со нашите браќа и сестри кои се веќе прославени, кои живееле во Господа и заминале со надеж на вечниот живот.
затоа што и светите ангели и нашите отци и браќа кои веќе си заминале од овој живот, ја наблюдуваат нашата борба и не поддржуваат со љубов преку нивните свети застапништва кон дарителот и добротворот на нашиот живот. Паметењето на смртта, запазувањето на заповедите, нашиот однос кон ангелскиот свет и кон упокоените доведуваат до постојано намалување на егото. Тие исто така ни помагаат да ја отсечеме сопствената волја и да го предадеме целиот наш живот и постоење на волјата Божја. Конечно, тие не зајакнуваат во прифаќањето на смртта на нашите најблиски и истовремено не охрабруваат да се погрижиме и посериозно да се подготвиме за нашето упокојување. Кога компасот на нашиот живот ќе се сврти кон нашата цел, тогаш поимот смрт го губи својот заканувачки карактер и се претвора во поглед кон невидливото, во продолжување на нашето постоење во вечноста на Бога и на крајот во очекување на тој уникатен момент во времето што ќе не однесе на нашиот голем празник. Ако сето ова е точно, нашиот живот добива поинаква смисла и ние брзаме да го завршиме своето покаяние и да станеме садови за мирото на новиот живот. Бидејќи секој од нас знае дека во тоа време се ќе стане очигледно и ќе се откријат сите наши дела, целата ткаенина што била ткаена во текот на нашиот живот на основата ликот Божји, образот Божји според кој сме создадени. Не е изненадувачки што пораката за воскресението Христово покрена цела низа сомнежи и прашања. Приговорите следуваа веднаш по појавата на надприродниот настан на кој се заснова целата структура на христијанската црква. За евреите од библискиот Ерусалим, тврдењето дека распнат злосторник би можел да биде Месијата представувало богохулење од христијаните отпадници. За културните грци, кои веќе верувале во бесмртност на душата, самата помисла за воскреснато тело била одбивна. Дури и христијаните, еретици, гностици од вториот век го предпочитале гледиштето дека Христос е бесмртен дух кој ја отфрлил својата смртна обвивка. Вистина е дека Исусовото воскресение е тест за човечкиот разум. Не треба да бараме далеку, доволно е да ги погледнеме учениците на Господа и да ги видиме сомневањата што се вовлекле дури и меѓу избраниот круг на неговите ученици во однос на овој зачудувачки настан. 12 мината се затвориле во горната соба и навистина се сомневале во веста што ја слушнале од жените мироносици, припишувајќи ја на женското преувеличување. А на патот кон Емаус, воскреснатиот Исус одел покрај двајца ученици и тие не можеле да го препознаат во неговото лице својот сакан учител. Бидејќи умот на апостолот Тома работел строго во границите на разумот, тој упорно одбивал да поверува во веста за воскресението. Денес пак, учењето за воскресението изгледа уште по-нереално и абсурдно. Тоа е затоа што нашата ера го обожува разумот, се фали со освојувањата и достигнувањата на човештвото и почна постепено да го обликува во нашите вообразени мозоци чувството дека сме семоќни и дека самите на себе сме сосема доволни. Но оваа семоќност создава голема конфузија, затоа што гледате дека многу луѓе денес се декларираат како христијани, а го негираат фактот на воскресението, бидејќи не можат да го разберат. Какви христијани се тие? Црквата изјавува дека на овој настан не можеме да му пристапиме со рационални или човечки мерки. Тоа не е природна или уште помалку неприродна реалност. Не е рационална, а уште помалку ирационална вистина. Тоа е настан надвор од природата, надразумна реалност која го игнорира разумот, ги надминува неговите тесни и пригушувачки граници и се ослободува од силата на божествената волја. Воскресението го бара елементот на верата, и тоа вера без граници и ограничувања, без да, но.
Вера која дава смисла и визија и на овој и на следниот живот. Вера која не ги објаснува овие вистини, затоа што тие не можат да се објаснат, не можат да се разберат, не може да бидат подложени на световните слаби аргументи, на човечките застарени принципи кои ги врзуваат луѓето во границите на нивното ситно постоење. Знаењето на овој свет, кое всушност е само мноштво мисли, не може да го знае она што може да се знае само преку едноставноста на разумот. А воскресението бара едноставност во разумот, детска простота на мислата и чиста неизвалкана вера. Христовото воскресение ја означува победата над смртта и утврдување на надежта за бесмртност. Оваа надеж може да даде храброст, да обезбеди сила и издржливост на луѓето за поднесување на проблемите и болките на овој живот. Воскресението е врв на страдањето. Тоа е слика што следува веднаш по трагедијата на крстот. Токму тоа е надежта, фактот дека зад крстот што секој човек без исклучок го носи во овој живот, стои Христос кој страда со нас, кој на сите ни дава ослободување, откупување, потврдување, воскресение на животот и на совеста, крај на болката и маката. Покојниот архимандрит Јустин Поповиќ напишал: без воскресението нема ништо поабсурдно на небото или под небото од овој свет, ниту поголем очај од овој живот без бесмртноста. Тогаш да веруваме во она што не сме го виделе и е тешко да го разбереме. Нашата награда за оваа вера ќе биде тоа што еден ден ќе го видиме оној во кого верувавме. Христос воскресна.